Денес би сакал да го насочам вашето внимание на едно прашање или една тема која што спаѓа во класата на оние прашања во кои што адвентистите наоѓаат лажна сигурност. Значи, станува збор за едно верување кое што е малку искривено и баш тоа искривување создава лажна сигурност. Знаете, мнозина верници, не само кај адвентистите, мнозина во целиот христијански свет наоѓаат или чувствуваат сигурност во тоа што се членови на своите цркви. Че самото тоа црковно членство им дава некаква сигурност. Па не само тоа, тука постојат и цели теологии во смисол дека ако не си член на црквата, ако случајно се најдеш надвор од неја и така натаму, тогаш е во прашање доведено твоето спасение и така натаму. И се разбира, на ова нешто никогаш не биле имуни ни адвентистите на седмиот ден. Минатата година зборувавме дури 4 саботи на тема што е црквата. Не знам дали се сеќавате на некои битни елементи од тие проучувања. Јас само ќе потсетам на тоа дека црквата не е исто со деноминацијата. А токму тоа е една кардинална грешка која што ја прават многу верски заедници, а ја прават и многу адвентисти, скоро повеќето. Но денес ќе зборуваме за остатокот и ќе видиме како ние знаеме и поимот остаток да си го претвориме во нешто што нам ќе ни даде лажна сигурност. Имено, знаете, адвентистите го толкуваат поимот остаток, дори во официјалното верување, значи 28-те верување, како да самиот остаток е деноминацијата. Значи, самиот остаток, нешто што е во никој случај институционално, остатокот не е институција, во Библијата поемот остаток не е институција, меѓутоа ние остатокот го претворивме во институција. Па велиме, црквата на 307 ден е црквата на остатокот. Како да остатокот е деноминација, или како да Христовата црква се поделила на еден куп деноминации, па сега од тие деноминации ние ќе бараме нешто што се нарекува остаток и со нашето членство во таков институционализиран остаток ние ќе си градиме една лажна сигурност, без оглед, се разбира, на нашиот карактер, без оглед на нашата вера, без оглед на нашиот практичен живот. Но да видиме дали во Библијата можеме да најдеме институционализиран остаток, или пак она што Библијата го нарекува остаток е нешто сосема друго. Постојат па многу автори кои што се свесни дека остатокот сам по себе е чисто духовен поим. Меѓутоа, бидејќи адвентистичката црква се нарекувала остаток, затоа па тие, кога сакаат да зборуваат за вистинскиот остаток, велат остаток во остаток. Значи, првиот остаток е тој вистинскиот остаток, за кој што зборува Библијата, а овој вториот е тој лажниот, институционалниот остаток. Демек, целата деноминација е еден вид остаток, па сега внатре во неја постои остаток. Но дали Библијата се зборува за остаток во остаток? Еве, многу мисионери и проповедници знаеле да нудат парични награди ако некој успее да докаже нешто во Библијата.
Има еден брат кој што е мултимилионер и понуди една таква награда пред 2-3 години по повод едно прашање, но веројатно не беше многу сигурен, бидејќи наградата пред година и пол ја повлече. А ја повлече откако јас му се јавив, без да да го испратам одговорот на неговиот предизвик, само му се јавив прелиминарно во врска со тоа прашање. Тој ми даде некои инструкции, демек што е тоа што он очекува да го добие, а што е тоа што не треба да му го дадам, но после тоа веднаш и ја повлече наградата од $1 милион. И сега на неговиот вебсайт си стои само, ако некој ја побие таа негова теорија во врска со месечевите саботи, тогаш тој само, претходно беше ќе му дадам $1 милион, а сега е јавно ќе се извиниме јавно што сме верувале така како што сме верували, како што се уште веруваат. Сега, што ако се разбира, вие знаете, мнозина нуделе парични награди да им се докаже дека саботата е променета во недела, да се докаже дека треба, Господ заповедал да се празнува недела, и многу такви сте слушнале награди, понуди за награда. Ја, за жал, не сум богат до толку, за да ви биде привлечна некоја награда. Меѓутоа, дали можете да Библијата да најдете израз остаток во остаток? Дали Библијата зборува за таков поим? Дали ако би ви биле понудени $1 милион, би се обиделе да најдете такво нешто во Светото писмо? Или тоа веќе однапред знаете дека е залудно? Таков израз не постои. Библијата зборува за само еден остаток. Да почнеме со ред во книгата на пророкот Исаија, првата глава. Исаија прва глава. Господ зборува преку овој пророк со тешки прекори против својот народ Израел. Народ опишан како грешен, претрупан со беззаконие, племе на злодејци, синови погубни. Народ кој што го оставил, го презрел светецот Израелов и му свртел грб. Народ кој што е спореден со тело, чија што цела глава е во рани, срце изнемоштено, од главата до петите, вели 6 стих, од главата до петите нема во тој народ здраво место, модрици, гнојни рани, неисчистени, непреврзани, неомекнати со масло. И има разни други споредби во следните два стиха. Со што све е спореден Израел, Божиот народ. И потоа во 9 стих, што вели пророкот? Да не беше ни оставил Господ Саваот, или Господ на војските, мал остаток. И че остатокот секојаш нешто мало. Ке бевме како Содом, ке заприлегавме на Гомор. Што е разликата помеѓу Израел и паганскиот свет? Еден мал остаток. Тоа е разликата. Меѓутоа, дали овој остаток биле некоја група израелци, кои што се одвоиле од Израел, и се формирале своја црква? Дали остатокот за кој што зборува Исаија е некоја посебна институција, некоја посебна деноминација,
некоја посебна организација. Не. Израел е тоа тело, а поединци во тој Израел се остаток. Дали ние можеме да кажеме сега кој е остаток, а кој не е? Дали ние можеме да кажеме кој е тука пченица, а кој е плева, троскот? Не. Ние не можеме да со нашиот суд, колку и да сме убедени дека можеме да ги препознаеме вистинските од лажните верници, ние не можеме да направиме таква разлика. Тоа нам не ни е дадено. Нам не ни е дадено да правиме такви поделби. Да отвориме во книгата на пророкот Софонија. Инаку поимот остаток не се споменува на многу места во Библијата. Јас дори не знам за некоје трето место во Стариот Завет, освен Исаија и Софонија. Ако вие знаете, ќе ви бидам благодарен да ми посочите. Се разбира, не сум седнал ни да барам да пребарувам со помош на интернет или CD сите можни места, но тоа не ни беше намерата. Повеќе ќе се задржиме на некои новозаветни стихови. Но да го прочитаме и овој стих во Софонија. Еден од малите пророци. Значи, Исаија беше најголемиот од големите, според големината на неговата книга. Затоа се тие големи и мали наречени, не според својата важност. По тоа се еднакво важни. А кај малите пророци, Софонија е малку меѓу поголемите, затоа што има 3 глави, додека некои од малите пророци, знаете, се состојат само од една глава. Можеме да речеме Софонија е среден пророк во тој смисл. Во 3 глава, 13 стих, Софонија 3 глава, 13 стих, се вели, остатокот од Израел нема да врши неправда, нема да зборуваат лага и во устата нивна нема да се најде јазик сплеткарски. Што значи ова дека поголемиот дел од Израел се луѓе кои што вршат неправда, луѓе кои што зборуваат лага и луѓе во чие што уста има јазик сплеткарски. Величи ова на Адвентистичка црква? Зошто пророкот вели дека остатокот од Израел е некој или се некој кој што нема да го прават сето ова? Ова мене ми звучи како идно време. Че тие, ако велите за некога дека тој нема така да прави, тој нема овака да прави, некако упатувате на иднината, дека таму, во идно време, нема тоа да биде случај. Зошто во идно време? Зошто не се вели остатокот од Израел е некој кој што сега не врши неправда, не зборува лага, и во устата нивна нема јазик сплеткарски. Постојат верници во Господовото лозие, во Христовото стадо постојат верници кои што се одликуваат со ова, кои што не вршат неправда, не зборуваат лага. Постојат, се разбира. Секогаш постојат вакви верници. Меѓутоа, зошто тогаш Библијата не употребува сегашно време, значи не го лоцира остатокот во сегашноста, туку упатува на иднината,
Па се вели остатокот од Израел нема да го прави тоа и тоа и тоа и тоа. Затоа што од таа иста причина ние денес не можеме со прст да кажеме овој брат е остаток, а ти, сестро, ти си зејтин. Па зејтин и вода не се меша. Добро, и тоа е добро прашање. Зависи до кој степен тие мали групи одат како такви. Бидејќи во црквата во Коринт, верниците се поделиле на групи, но таа поделба, иако се уште биле една црква, значило еден вид фракционерство. А фракционерство е политички израз, а црковниот израз за фракционерство знаете кој е? Брат Борче знае. Тоа е секташтво. Значи, јас сум Аполов, јас сум Павлов, рекле трети. Ние сме на Слимовски, ние сме на Полсон, ние сме и така натаму. И кога меѓу тие групи се јавува антагонизам, тогаш тоа е оној проблем за кој што зборува апостол Павле. И ние се допрашме до тоа прашање во тие беседи што е црквата од минатата есен. Но сега се занимаваме само со остатокот. И би сакал да одговорам на ова прашање зошто остатокот во Библијата, кога се опишуваат карактеристиките, кога се опишува карактерот на тие луѓе, се зборува за нив како за нешто идно. Иако и сега постојат такви верници. Исаија пак го кажуваше тоа во сегашно време. Господ сега ни оставил такви верници. Затоа што во идно време, кога се зборува за остатокот, тие се единствените. Остатокот е единствениот кој што останува. Тоа значи остаток. Тие се единствените кои што сочинуваат Божјата црква во некоја идно време. Например, време на неволи и прогонство. А што станало со другите? Другите сами се изрешетани. Тие веќе ни не постојат во Божиото стадо. Значи, остатокот не е некоја група што самата ќе се издвои од црквата, па уште ќе си формира своја организација. Туку остатокот се сите верни поединци во црквата, кои што остануваат верни до крајот. И таму, на тој крај, тие се единствените што ја сочинуваат црквата. Сите други се изрешетани. Значи, црквата постои цело време, како една и единствена, а на крајот, остатокот е тој што ја единствено ја сочинува. Зашто, бидејќи само тој останал, затоа се вели остаток. Другите се отпаднати, другите се изрешетани. Другите не останале верни до крајот. Веднаш одиме поред во посланието до римјаните. Следното место, а е првото во Новиот Завет, каде што се споменува остатокот. Послание на апостол Павле до римјаните, во се уште за мене најубавата глава во тоа послание, 11-та. Знаете, еден протестантски теолог рекол и држи вода до некаде, дека посланието до римјаните е напишано со цел апостол Павле да одговори на дилемата
А што станува со Израел? Со други зборови, што станува со сите тие Божји ветувања за Израел, ако Израел, отфрлајќи го Месија, отфрлајќи го Спасителот, престанува да биде Божји народ? Дендрес мнозина во христијанскиот свет воопшто, но и мнозина адвентисти имаат погрешно разбирање и на оваа тема. Токму заради погрешното разбирање на црквата и остатокот. Вие самите се свесни и се читале во многу книги дека израелците биле Божји народ, потоа престанале да бидат Божји народ. Меѓутоа апостол Павле Божјата црква ја нарекува Израел. Значи постои едно дрво што се вика Израел. Од тоа дрво постојат поединечни гранки кои што отпаднале. А што случува со дрвото? Дали дрвото било исечено и отпаднало? Не, дрвото останува, но на местото на тие поединечни гранки се накалемени други кои што потекнуваат од дива маслина, но во двата случаја питомата маслина Израел продолжува да постои. Дрвото продолжува да постои. Значи, дури и на преминот од Стариот во Новиот Завет, од Израел во црквата, не станува збор за две различни тела, туку станува збор за продолжение на едно исто тело. Затоа Новиот Завет црквата ја нарекува Израел. Не е тоа фигуративен израз, во смисло како што Израел бил Божји народ, а сега бидејќи некој друг е Божји народ на негово место, а кој не постои таков народ, како нација. Па сега ние го превземаме името Израел како еден вид алегорија. Не е тоа алегорија. Самата црква од Педесетница наваму, која што се состојала само од обратени и покрстени евреи, барем во првите 3,5 години, е Израел Божи. Сите оние кои што апостолот ги нарекува Израел по тело, после тоа, се само отпаднати или исечени гранки. Но како уште ја нарекува црквата апостол Павле во оваа глава, Римјаните 11 глава? Прво, апостол Павле одговора на прашањето дали Господ го оставил својот народ. Значи својот народ Израел. И сега, кој е точниот одговор? Дали Господ го оставил својот народ Израел? Не. Точниот одговор е не. И апостол Павле јасно зборува, јасно го дава тој одговор во оваа глава, велејќи дека Господ не го оставил својот народ. Бог не го отфрлил својот народ. Дори вели Павле оно неговото познато никако. Што би рекол Вук, Боже, сачувај. 11 глава. Зарем Бог го отфрли својот народ? Први стих. Никако. И кој е докажот дека е никако? Па еве и јас сум израелец. Не само Павле. Црквата во првите 3,5 години се состојала само од израелци. И јас сум израелец од семето Авраамово, од коленото Венијаминово. Значи, не е црквата само некој духовен Израел по алегорија, туку е вистинскиот Израел, кој што во првите 3,5 години се состојал од буквални евреи, од буквални израелци по тело. Но на тоа дрво, бидејќи мнозина телесни израелци се отсечени,
сега се накалемени незнабожци кои што поверувале. Сега, дали тоа значи дека Израел престанал да постои и сега постои некое друго, ново тело? Не, туку е истото дрвово прашање. Потоа се повикува на, како втор доказ дека Бог не го отфрил својот народ, апостол Павле се повикува на времето на пророкот Илија, како Илија во еден момент помислил дека целиот Израел отпаднал, а како Божиот одговор му вели, си оставив 7000 мажи кои не ги свиткаа колената пред Ваал. И сега 7000 е голем брег. Ама се уште многу мало во споредба со цела нација, нели? Колку е 7000? Прилеп колку има? Сега има многу со Пилофест. И сега внимавајте. После целиот овој пример со пророкот Илија и после овој Божи одговор за 7000 мажи, кои што останале верни, 5 стих вели, така и во сегашно време има еден остаток избран по благодат. Значи, кој ја прави таа селекција? Тоа разграничување помеѓу оние што се остаток и оние што се отпад. Значи, избор. Што значи избор, знаете? Пример, дали вие сте тука во оваа црква по избор? Дали вие денеска тука дојдовте по избор? Има некој што тука не дошол по избор денеска? Има некој што бил принуден да дојде тука денеска? Сите ние тука сме по избор. Апостол Павле вели дека остатокот на Израел во негово време се сите оние кои што се избрани по благодат, односно кои што ја прифатија Божијата благодат во Христовата жртва, Христовото Евангелие, и кои што се крстија во Негово име. Тие ја прифатија благодата, и тоа бил свесен избор. Значи, црквата не е ништо друго, туку остатокот на Израел. А бидејќи остатокот не е нешто различно од црквата, туку е носителот. Остатокот е оној дел по кој што црквата продолжува со својот континуитет. Бидејќи сите други кои што отпаднале, тие веќе не се во неа, но остатокот се оние кои што останале. Остатокот се оние кои што единствено и го сочинуваат Израел. Што се случувало во Стариот Завет со сите израелци, например, кои што не го прифаќале помирувањето на Јом Кипур, кои што не постеле, не се молеле, не се каеле, не само тој ден, туку и за сите своји поединечни гревови и уште пред тоа, во текот на целата година. Што е случувало сите тие израелци? Значи, ако некој израелец, ако постал некој израелец на Јом Кипур, на денот на помирувањето, кој што ќе рекол, јас ниту постам, ниту се молам денеска, ниту го прифаќам ова помирување што го врши сега Арон овдека во светилиштето. Што ќе се случило со таков израелец? Според законот? Што требало да се случи со таков израелец? Кој што го презирал помирувањето што се вршало на денот наречен така? Таквиот требал да биде погубен. Таквиот требал да биде исечен, одсечен од Израел. Тогаш, што се случува со сите израелци кои што
го презреле, го отфрлиле помирувањето што Господ го остварил со својата жртва. Кој што го отфрлиле делото на вистинскиот првосвещеник, на вечниот првосвещеник. Таквите отпаѓаат од Израел. Кој останува? Останува остатокот. Оние кои што тоа го прифаќаат. И завршуваме со Откровение. Тоа се, според мене, сите овие места кои што зборуваат за остатокот. И тука во Откровение ги имаме само оние стихови кои што се и најбитни за нас денес. Например, во 12 глава, најчесто биле цитирани зборовите 17 стих, и се разлути змевот на жената и отиде да војува со остатокот од незиното семе. Во некои преводи не се споменува зборот остаток, меѓутоа јас одам и според оригиналот, и според, значи, во некои преводи го има зборот остаток, се едно. Остатокот се тие кои што ги пазат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исус Христос. И сега, колку пати сте слушнале да ви се каже, или сте прочитале во книга, овој остаток, тоа се Адвентистичката црква. А под Адвентистичка црква се подразбира деноминација. Се подразбира институција. Дали сите луѓе во една деноминација ги држат Божите заповеди? Што мислите? Дали сите луѓе во една деноминација ги држат Божите заповеди? А што представува жената во пророштвото? Змевот се разлути дошол да војува со остатокот од неизиното семе. И адвентистите, како и сите христијани, велеа дека тоа е црквата. Епа, ако жената е црквата, тогаш како може остатокот да биде некоја друга црква? Има логика? Може остатокот да биде некоја секта што се издвоила од црквата? Или ако велиме, ако сакаме да веруваме дека Адвентистичката црква е Божја црква, тоа ќе речеме дека таа е жената. Па остатокот е веќе нешто друго. Не е организација, деноминација, некоја друга црква, некоја друга верска заедница. Меѓутоа, ние видевме дека и црквата, значи жената, тоа не е една деноминација. Според тоа не е точно и да се каже Адвентистичката црква е, како што не е точно и да се каже Баптистичката црква или било која деноминација да се каже, тоа е жената. Бидејќи црквата, Христовата црква е поим кој што не е идентичен со деноминација. Деноминациите се човечки институции, човечки поими, кои што настанале од потребата да бидат регистрирани пред властите, да бидат легализирани. Црквата била црква во првите 3 века од христијанството, уште пред да биде легализирана од било која власт, значи, ако одиме по логиката дека црквата е деноминацијата, тогаш во првите 3 века не постоела црквата. Почна да постои од Константин, кога била легализирана, призната пред властите и така натаму. Сега, прашањето беше, дали сите луѓе во црквата ги држат Божите заповеди? Но дека речат, не, сите луѓе не ги држат Божите заповеди, меѓутоа сакаки да докажат дека сепак црквата е остаток, значи деноминацијата,
организацијата, ќе речат црквата е таа што ги држи. Божите заповеди може да ги држат само луѓе, не можат организации да држат Божи заповеди. Обично се вели, адвентистичката црква е црквата на остатокот во овој стих, затоа што таа го има духот на пророштвото. Сте го чули, сте го читали тој аргумент, нели? Значи, ги држат Божите заповеди, остатокот е опишан како некој што ги држи Божите заповеди и го имаат сведоштвото Исусово, и сега да не читаме Откровение 19.10, уште еднаш, сведоштвото Исусово е духот на пророштвото, и сега што значи тоа? А црквата е остатокот, затоа што црквата ја има Елена Вајд. Епа, тука не држи вода таа логика. Значи, Божите заповеди може да ги држат само луѓе. Фиктивни организации и институции не држат Божи заповеди. Таквите можат само да ги кршат Божите заповеди. Институции и организации можат само да кршат Божи заповеди, како, например, кога македонската мисија, почнувајќи од 1993 година, поединци, верници, неизини верници, ги тужела, спротивно на Божите заповеди, ги тужела на светски судови, а никогаш не им судела во црква, на црковен суд, за нешто за што требало да им се суди. Значи, институција или организација можела да крши Божи заповеди, но не може да ги држи. Божи заповеди ги држат само верници, поединци. Тога што значи да се има духот на пророштвото? Или ајде вака. Дали да се држат Божите заповеди значи да бидам член во некоја црква каде што некој друг ги држи Божите заповеди? Например, јас не морам да ги држам Божите заповеди, но ако брат Ибраим ги држи, и ако јас сум член во таа црква, во истата црква каде што Ибраим е член, тогаш може да се каже дека ја ги држам, иако ја лично не морам да ги држам. Ја можам да имам и блудник. Може да имам и сплеткар. Можем да бидам и манипулант. Но, ако сум член во истата црква, каде што е и брат Ибраим, кој што ги држи Божите заповеди, тогаш за мене нема проблем. Дали ова е исправно резонирање? Не е исправно. Значи, да ги држам Божите заповеди значи и јас да ги држам, а не да бидам член во црква каде што некој друг ги држи. Според тоа, да се има духот на пророштво, што значи? Дали значи да се биде член во црква каде што некој друг го има духот на пророштвото? Например, некоја Елена Вајд. Не, да се има духот на пророштво значи и јас да го имам. Се согласувате? Што му вели ангелот на апостол Јован во последната глава? 22 глава од Откровението. Кога Јован се поклони на ангелот, ангелот што му рекол? Стој немој. 22 глава, 9 стих. Зашто јас сум слуга, како и ти, и браќата твои, кои се браќата Јована? На кој конкретно браќа мисли? И ангелот, како и браќата твои пророците. И оние што ги држат зборовите на оваа книга. На Бога поклони му се. Сега, ова беше вториот пат кога Јован се поклонил на ангелот. Дали знаете кога бил првиот пат?
19 глава. Ето, тоа беше оној стих што веќе го споменавме. Значи, кога Јован првпат се поклонил на ангелот, како ангелот таму ги опишал Јовановите браќа, 19 глава, 10 стих, нели? И паднав пред носите негови да му се поклонам и тој рече, стој, и јас сум слуга како и ти и браќата твои што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. Значи, браќата Јованови во 19 глава ангелот ги опишал како оние што го имаат Христовото сведоштво, а тоа е духот на пророштвото. И сега, според ангелот, што значи тоа да се има духот на пророштвото? Во 22 глава, истите тие браќа ги опишал како оние, кои што Јовановите браќа, ги опишал како пророци. И оние кои што ги држат или пазат зборовите од оваа книга. Со други зборови, остатокот за кој што зборува Откровение 12 глава, за кој што зборува Откровение 19 глава, бидејќи во 12 се спомнува сведоштвото Исусово, и 22 глава. Се оние верници кои што на крај само тие ќе ја сочинуваат Христовата црква, која што тогаш ќе биде триумфална, кои што само тие ќе останат, затоа се остаток, другите ќе го примат жигот на зверот, ако се уште живи, и ќе бидат на спротивната страна, на страната на Божите непријатели и на страната на нивните непријатели. И одликата на тие верници што ќе живеат до крајот е, освен оние одлики на карактерот што се опишани во 14 глава или во 7 глава, например, многу слични на зборовите на Софонија за тоа каков ќе биде остатокот на Израел. Меѓу други, сите тие карактеристики, тој остаток, значи се работи за поединци, не за некоја посебна издвоена деноминација, туку за поединци кои што остануваат верни до крајот, кои што на крајот само тие ја сочинуваат црквата, другите сите или мртви, или израшетани, или жигосани. И тие сите до еден го имаат духот на пророштвото, односно тие сите до еден го имаат Светиот Дух во таков степен, во таква полна мерка, се разбира, што го имаат позниот дожд, што се како и пророците во Стариот Завет, како и апостол Јован. Значи не може ние со Елена Вајд да се китиме и да велиме ние сме остатокот. Зашто? Зато што ние сме членови на Адвентистичка црква. Зато што Адвентистичка црква е основана од Елена Вајд. Остатокот се верниците кои што ќе останат верни до крајот, кои што ги држат Божите заповеди, значи кај нив нема курвар, нема сплеткар, какви што има во сите деноминации. И кои што го имаат Светиот Дух, се разбира после позниот дожд, само тоа и може да биде случај со оние што веќе го имаат Светиот Дух. Во полна мера, во истата мера во која што го имале пророците. Тогаш дали ни се јасни Павловите зборови: ревнувајте за духовните дарови, а најмногу за што? Од сите пророчки дарови, апостол Павле еден издвојува најмногу, а најмногу да пророкувате. Зошто? Тој ги повикува сите верници да станат пророци. Како е тоа можно? Па нели само Бог ме тој што може да избере пророк? Како може ние да сакаме да бидеме пророци? Се разбира, кога апостол Павле не повикува да се стремиме кон тоа, значи да се стремиме да бидеме тој остаток, да сакаме да бидеме тој остаток кој што на крајот тоа
на вистина и ќе го има. Ќе го има Духот Свети во полна мера, во мера во која што го имале пророците. Тогаш се разбере, нема да има потреба нешто да пророкуваат, че кога времето на милост е завршено, кога се случуваат големите неволи, Светиот Дух нема да го имаат во полна мера за да некому пророкуваат нешто. Веќе сето тоа е завршена работа. Значи нема потреба да примаат визии па да пророкуваат и му проповедаат некому нешто. Меѓутоа важно е дека го имаат Светиот Дух во иста мера. Ним се им е јасно. Имаат совршено познавање на вистината и имаат и совршено ја живеат вистината, бидејќи ги пазат Божите заповеди. Затоа се наречени пророци, дури ако нема потреба да пророкуваат во тоа време кога милоста е завршена, кога судбината на сите луѓе е запечатена. Нема потреба да пророкуваат, но се наречени пророци. И како што вели апостол Павле, таквите нема да го поучуваат својот брат, познај го Господа. Таквите се оние кои што од мал до голем, вели Господ, ке ме знаат. Значи, таа триумфална црква нема да има потреба од проповедници, нема да има потреба од теолози, нема да има потреба од учители, бидејќи секој најмалиот верник ќе го има Светиот Дух во таа мера, што сите вистини ќе му бидат јасни како ден. Дали така живееме и така веруваме, како што е опишан остатокот на Израел? Нека Господ не извади од таа лажна сигурност и нека со овие негови зборови, не мои се разбира, потекне во нас таква понизност и преиспитување, бидејќи очигледно нашиот живот и нашиот карактер не одговара на овој остаток. А ако и одговара, тогаш сме повикани да останеме така до крајот, значи да бидеме постојани. Не сега сум таков, а утре никаков. Треба да останеме такви до крајот. И само такви ќе го примат позниот дожд. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.